Изградбата на автопатот Кичево-Охрид е од витално значење не само за Македонија, туку и за целиот регион. Интензивирањето на градежните работи на делницата од 57 километри ќе значи препородување на државата и на неколку индустријски гранки, цени председателот на Стопанската комора Азески. Сите, вели тој, треба да бидеме сконцентрирани и да помогнеме час поскоро да финишираат работите и конечно автопатот да биде ставен во функција. Тоа знаете што значи? Тоа значи да практично на кичевчани езерото им го донесиш во дворот. Тоа значи дека целокупниот развој на извозот ќе биде убрзан и побрзо ќе добиваме пари. Тоа значи дека ќе имаме подобри суровини, побрзо ќе стигнат до нас и така натаму. Автопатот почна да се гради во февруари 2014, а досега се пробиваа сите зададени рокови. Новата владеачка гарнитура автопатот го наследила во очајна состојба. Се прават напори за санирање на слечиштата. Затоа што некој 7 години камен на камен не стави. И сето тоа кое што таму требало да се стабилизира, не се стабилизирало и нормално е. Ако една работа вие не ја одржувате, не ја стабилизирате, тогаш нормално е таа да продолжи да се распаѓа, односно да пропаѓа. И сега ние се доведовме во ситуација да решаваме 16 слечишта на потегот од Кичево до Охрид, од кои што 10 се полесна природа, 6 посебно она кај местото Ботун се од потешка природа и најверојатно ќе треба со конструктивни шипови да се укрутува земјата за да нема понатаму слекување или не дај Боже да тоа некого го чини и човечки животи. Министерот за транспорт и врски Николовски пред една недела, кога изврши увид на градежните работи, кажа дека ги ангажирал сите домашни и странски експерти. Решенија се изнајдени, но тоа не оди преку ноќ. Се прави огромна историска работа и за Охрид, и за Струга, и за целокупниот регион. Секако тука е поврзувањето и со Албанија, тука и аеродромата, секако и поврзувањето со главниот град. Автопатот Охрид-Кичево треба да биде готов до крајот на 2026-та. Поголемиот дел од делницата од Охрид до Пресека ќе биде пуштен во употреба пред почетокот на летото.